mi davaš ljubav. Ti благодарам što si me sozdal po tvojat obraz. Ti благодарам, Gospode, što mi davaš da go slušam tvojat glas. Ti благодарам, Gospode, što mojata volja se poistovjetuje sa tvojata. Ti благодарам, Gospode, što ne živim jaz, tuko žive Isus Hristos žive vo mene. Ti благодарам, Gospode, što mi daje darna verba da poverujem po Tebe, da živim život vo blagoslovi namjesto vo život vo prokletstva. Ti благодарам, Gospode, što mi davaš slovo со vlast, za da možem da tolkujem, da go razbiram Svetото pismo, napišano od Tebe, od Duhot Sveti. Ti благодарам što me obleže vo Tvojata ljubav, zašto ako ljubav nemam, ništo ne sum, veli apostol Pavle. Ti благодарам, Gospode, što mi ja darovaš Tvojata ljubav. Ti благодарам, Gospode, što me držiš vo savršeno zdravije. Ti благодарам, Gospode, što si go sozdal ovaj svet, za da možemo da se vratime povtorno kaj Tebe. Ti благодарам, Gospode, što mi davaš sila da Te izberem i da go sledam Isusa Hrista, Tvojot jednoroden Sin, a mojot Gospod i Spasitel. U Starijot Zavet, 5. knjiga Mojsejeva, 18. glava, 9. stih, sakam da vi pročitam nešto. Кога ќе влезеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасоти какви што вршеле тие народи. Да не се најде пред тебе човек што го тера синот свој или ќерката своја преку оган заради очистување, или да предскажува тагата, или како маљепсник. Чародеец ни гледач на утробата да не се најде, ниту пак некој што гледа по знаци, ни таков што повикува мртовци. Зашто секој што го прави тоа е гнасен пред Господа, а токму поради тие гнасоти Господ твојот Бог ги изгонува од пред тебе. Биди непорочен пред Господа твојот Бог. Зашто тие народи што ги наследуваш ги слушаат гатачите и предскажувачите, а тоа Господ твојот Бог не ти го дал. Господ твојот Бог ќе ти издигне пророк од браќата твои, како мене. Мој се збори за себе, слушајте го. И ми рече Господ, добро е тоа што ти го кажеле, и јас ќе им издигнам пророк од браќата нивни, каков што си ти. Ќе ги ставам зборовите мои во устата негова и он ќе каже се што јас ќе му заповедам. А кој не ќе ги послуша зборовите што ќе ги говори овој пророк во моје име, јас ќе му се одмаздам. Кој пак пророк ќе се осмоли да зборува во моје име, она што не сум му заповедал да говори, и оној што ќе зборува од името на други богови, таквиот пророк да биде погубен. Но ќе си речеш во срцето свое како ќе ги разбереме зборовите што не ги кажал Господ. Еве како ќе ги дознаете. Ако пророкот говори од името на Господа и зборовите не се збиднат и не се исполнат, тогаш Господ не ги кажал тие зборови. Туку ги кажал пророкот по својата гордост и не бој се од него. Ова е само еден сооднос што е пишан во 5. книга Мојсеева, Мојсеевите закони меѓу Господ и луѓето, и се однесува до сите луѓе, посебно и за нас, за македонците. Видите што вика 19. глава, 14. стих. Не ја преместувај меѓата на пределот од ближниот свој, поставено од татковците твои, во твоето наследство што си го добил во земјата која Господ Бог ти ја дава тебе со ждреб. И понатаму има на неколку места поставено преместување на меѓа, дека не е добра состојба идеја. 5. книга Мојсеева, 26. глава, 17. и 18. стих. Денес си го избрал Господа, он да ти биде твој Бог, дека ќе одиш по неговите патишта, ќе ги почитуваш наредбите негови и ќе го слушаш гласот негов. Значи, ќе одиш по неговите патишта, ќе ги почитуваш наредбите негови. Денес имаме две наредби, заповеди: љуби го својот Господ и љуби го својот ближен како себе си. Љуби го својот Господ со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа.
И Господ ви избра денес, вие да му бидете негов избран народ, како што ти рече, ако ги почитувате сите заповеди негови. Избран народ на Господ е оној кој ги почитува неговите заповеди, двете заповеди, ова е старозаветно, но сега правиме, зборуваме за новозаветно, но тука се запишани Божите закони кои важат ако вие не сте во Исус Христос и да сте во Исус Христос, тогаш веќе вие врвите по него. Господ ви избра денес вие да му бидете негов избран народ, како што ти рече, ако ги почитувате сите заповеди негови, тогаш сте избран народ на Господа. Значи, ако го љубиш својот ближен како себе си, тогаш си ти избран човек, избрана душа, избран народ. И дека он ќе те постави погоре од сите народи, што ги создал, прочуен, фален и славен, и дека вие ќе му бидете свет народ на Господа, вашиот Бог, како што рекол. Еде како се станува свет народ, царско свештенство. И вика, Господ ќе ти ја даде, ќе влезеш во земјата, која Господ твојот Бог ќе ти ја даде, каде што тече мед и млеко, како што им беше говорил Господ твојот Бог на татковците твои. Сега, Македонија е навистина земја во која тече мед и млеко, штета што нешто не суштествува тука, но ќе видиме, еве што видите кога не го следите Господ, тоа го нарекуваме живот во проклетство. Опишано е во 27 глава, 5 книга Мојсеева, од 15 стих па надолу. Прокледа е човек што ќе направи изрезан или излиен идол, одвратност пред Господа, работа на уметнички раце, па го става на скришно место. Целиот народ нека каже, да биде известен и нека рече Амин. Прокледа е оној што го навредува таткото свој или мајката своја, и целиот народ да каже Амин. Прокледа е оној, и на повеќе места во Библијата го има тоа, ако сакаш да видиш добри денови, да имаш добар однос со таткото и мајката. Суштинска работа. Прокледа е оној која поместува меѓата на ближниот свој. Прокледа е оној која поместува меѓата на ближниот свој. Ние денес имаме безброј случаи на поместување меѓи на кавги, и целиот народ нека рече Амин. Прокледа е оној кој отстранува слеп човек од патот. Слеп човек, немоќен слеп. Сакат. И целиот народ нека каже Амин. Прокледа е оној кој криво суди придојден. Сиромав или вдовица, и целиот народ нека каже Амин. Прокледа е оној кој ќе легне со жената на таткото свој, зашто тој го открил крајот од покривката на таткото свој. И целиот народ да каже Амин. И денес ке имаме тоа случај, се распаѓаат семејствата, посебно во Америка. Прокледа е оној кој ќе легне со каков и да било добиток, и сиот народ нека рече Амин. Прокледа е оној кој ќе легне со сестрата своја, со татковата ќерка или со мајкината ќерка, и целиот народ нека каже Амин. Прокледа е оној кој ќе легне со тештата своја, и целиот народ нека рече Амин. Прокледа е оној кој ќе легне со сестрата на жената своја, и целиот народ нека каже Амин. Денеска е воопшто на сексуалноста е дојдено до тој степен што веќе не се знае. Прокледа е оној што зема подкуп за да погуби душа и да пролее крв невина. Целиот народ нека каже Амин. Прокледа е оној што ќе го убие тајно ближниот свој, и целиот народ да каже Амин. Прокледа е секој кој не ќе ги исполни сите наредби од овој закон и не ќе постапи според нив, и целиот народ да каже Амин. Зашто се потребни закони? Затоа што човекот е грешна природа, сатанска природа. Штом се родили на оваа земја, вие сте од дел од отпаднатите ангели од сатаната, кои се фрлени на земјата, и вам ви е потребна помош и сила од Бог, да го изберете Бог во свесна состојба, за да можете да не грешите, да се очистите и да се вратите повторно во Царството Божјо. Затоа Господ ги дал законите, затоа што силата на телесност и на грешната природа е толку силна. Значи, ако го слушаш гласот на Господа, твојот Бог ги пазиш и ги извршуваш сите заповеди негови кои денес ти ги заповедам, тогаш Господ твојот Бог ќе те постави погоре од сите народи на земјава. Значи, ако го слушаш гласот на на Господа, твојот Бог, ги пазиш и ги извршуваш сите заповеди негови, а денеска се две: љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, и љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи, тие две, и ги извршуваш сите заповеди негови кои денес ти ги заповедам, тогаш Господ твојот Бог ќе те постави погоре од сите народи на земјата. Ова е старозаветен закон, но суштински е важен, бидејќи ја одредува односот на човекот и Бог.
И понатаму, еве што ти вели. Значи, што ќе добиваш ти благослови. По еден пат ќе навлезат непријателот против тебе, по 7 патишта ќе избегаат од тебе ако си со Господ. Господ твојот Бог ќе те постави за твој свет народ, како што ти се беше заколнал тебе и на татковците своји, тоа се однесува на евреите. Ако ги извршуваш заповедите на Господа твојот Бог и одиш по патиштата негови, повторно истото, но сега, денеска кога го избират Исус Христос, се однесува за сите народи. И тогаш ќе видат сите народи на земјата дека името на Господа твојот Бог ти е дадено тебе и ќе се уплашат од тебе. И Господ твојот Бог нека ти даде изобилство во сите блага, во плодот на твојата утроба, во плодот на добитокот твој и во плодот на нивите твои на земјата за кој Господ им се беше заколнал на твоите татковци дека ќе ти ги даде. Значи, познато е дека ако врвите со Бог, ќе има. Јас дојдов за да имате, вели Исус, во изобилие и да се прелева. И Господ ти го отвори, нека ти го отвори доброто свое сокровиште, небото, за да дава тоа навреме дожд на земјата твоја и да ги благословува сите работи на рацете твои, ќе им даваш на заем на многу народи, а ти самиот нема да земаш на заем, и ќе владееш над многу народи, а тие над тебе нема да владеат. 28 глава, 13 стих, 5 глава Мојсеева, 13. Господ твојот Бог да те направи глава, а не опашка, да бидеш само на високо, а не на ниско. Ако ги пазиш заповедите на Господа твојот Бог, кои ти ги заповедам денес да ги почитуваш и исполнуваш. И ако не отстапиш од сите зборови што ти ги заповедам денес ни надесно ни налево, и ако не тргнеш под други богови за да им служиш, ако пак не го слушаш гласот на Господа твојот Бог и не ги пазиш и не ги исполнуваш сите негови заповеди и наредби, што ти ги заповедам денес ќе паднат врз тебе и ќе се збиднат сите овие проклетства. Значи, вие ако не сте со Бог, тогаш му припаѓате на во Новиот Завет има две категории: синови човечки, оние што се родени. Вие не го слушате моето слово зашто сте чеда на ѓаволот, и оние што го избрале Бог, што се новородени, значи повторно родени во Бог. Бог живее во нивното срце, синови Божии. Синовите човечки живеат според законите на сатаната. И потоа наредува таму некаде 28 глава, да ви кажам, од 16 стих до 65 проклетства, од кој косата ќе ви се крене, и може да препознаете нешто: проклет ќе бидеш во градот и проклет ќе бидеш во полето, ако не си со Бог. Проклети ќе бидат твоите житници и твоите постои. Наместо дожд, Господ нека ти даде на земјата пепел, и земја од небото ќе паѓа врз тебе додека не те истошти, додека не те истреби. И нека те предаде Господ на непријателите твои, за да те поразат. По еден пат ќе излезеш против нив, а по 7 патишта ќе бегаш од нив и ќе бидеш расеан. И ќе бидеш расеан по сите земји и царства. Расеан, расеан. Сетете се, македонци, што ви се случува. Синовите твои и ќерките твои ќе бидат предадени на друг народ. Очите твои ќе гледаат и ќе чезнеат по нив, но нема да имаш сила во рацете своји. Дали ова и се случува на Македонија? И нека те плодовите на земјата твоја и целиот труд твој ќе го јаде народ кого ти не го познаваш, и ќе бидеш само навредуван и измачуван преку сите денови. 33 стих, 8 глава. 28 глава, 5 книга Мојсеева. И ќе бидеш избезумен од тоа што ќе го гледаат очите твои. Дали ова подсетува на Македонија? И нека те порази Господ со лоша повреда во колената и на листовите, од кои не ќе можеш да се излекуваш од стапалата на нозете твои, дури до главата твоја. Видете, полно има проклетства, но никој од нас е толку препознатли. Например, синови и ќерки ќе родиш, и тие нема да останат при тебе, зашто во плен ќе отидат. Многу семе ќе фрлиш во нивата, а малку ќе собираш, зашто ќе го јадат скакулци. Придојдениот кој е кај тебе ќе се издига над тебе се повисоко, придојдениот кој е кај тебе ќе се издига над тебе се повисоко, и ти ќе паѓаш се пониско. Мир вам, македонци мои. Тој ќе ти дава на заем, а ти нема да му даваш на заем, тој ќе биде главата, а ти ќе бидеш опашката.
Интересно. 45 стих: ќе дојдат врз тебе сите овие клетви, ќе те гонат и ќе те стигнат, додека не те уништат, затоа што не го послуша гласот на Господа, твојот Бог, и не ги запази заповедите и наредбите негови што ти ги беше заповедал. А денеска се две, бидејќи го испрати Исуса Христа, толку не возлюби, љуби го својот ближен како себе си, а во Македонија тоа е многу ретко. И љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, и тоа е ретко, бидејќи во Македонија се љуби се. Се љубат свети, слави, празници, историја, само Бог не се љуби. Ќе дојдат врз тебе сите овие клетви, тие ќе бидат врз тебе и твоето потомство знак. Тие клетви се знак и чудо довека, зашто ти не му служеше на Господа твојот Бог со весело и радосно срце, поради изобилството во се, а на вистина Македонија е толку изобилна со се, и со материјална, и со душевна, и со духовна. Ќе испрати Господ и ќе му служиш на непријателот свој, што ќе ти го испрати Господ твојот Бог во глад и жет, во голотија и во секаква скудност. Тој ќе ти става на вратот железен јарем, додека не те уништи. 49 стих: ќе испрати Господ против тебе народ од далеку, од крајот на земјата, како орел ќе се спушти народот, чиј јазик не го разбираш. Ќе испрати, значи, Господ народ од далеку, од крајот на земјата, од таму некаде, како орел ќе се спушти народот, чиј јазик не го разбираш, народ бездушен, кој не сака ни старо да почитува, ни младо да помилува, и ќе го изеде твојот плод од добитокот твој, плодот од земјата на твоја. Нема да ти остави ни жито, ни вино, ни елеј, ниту од говедата твои, ниту од овците твои, додека не те погуби. Дали ви е познато ова, македонци мои? И ќе те притеснува во сите твои градови, додека не ги разруши во твојата земја, твоите високи и јаки ѕидови на кои ти се надеваш. И ќе ти нанесе зло во сите твои градови, во целата твоја земја, која Господ твојот Бог ти ја даде, Македонија, запишана во Светото Писмо. И ти ќе ги јадеш чедата од утробата своји, плотта на синовите и керките своји, кои Господ твојот Бог ти ги даде, во теснотијата твоја, во жалоста твоја, во која ќе те стави непријателот твој. Што да ви читам понатаму? Господ ќе те порази, тебе и твоето потомство, со необични порази, со порази големи и трајни, со болести лоши и долги, и ќе останете на број малкумина, не како кога бевте многубројни, колку и звездите небески, бидејќи не го слушавте гласот на Господа вашиот Бог. Македонци мои. 62 стих, 5 глава Мојсеева, 28 глава, 5 Мојсеева книга, 28 глава, 62 стих. И ќе останете на број малкумина, а не како кога бевте многубројни, колку и звездите небески, бидејќи не го слушавте гласот на Господа вашиот Бог. 64 стих: и ќе те расее Господ твојот Бог по сите народи, од крајот на земјата до крајот на земјата, и таму ќе им служиш на други богови, посебно на мамона, на парите, кои не си ги знаел ниту ти, ниту татковците твои, на дрво и на камен ќе им служиш. Но и меѓу тие народи нема да се успокоиш, ниту ќе има место каде да стапи ногата твоја, и таму Господ ќе го нажали срцето свое и ќе прати кратковитост на очите твои и душата твоја да гине. И уште неколку стиха. Животот твој ќе виси пред тебе, ќе се плашиш дење и ноќе, не да бидеш сигурен во животот свој. Тоа што се случува денес во Македонија е состојба на непочитување на Бог, на неповикување на Бог. Од стравот во срцето свое ќе се плашиш, 67 стих, и од видот на очите твои, па наутро ќе кажеш, о, што поскоро да се стемни, а навечер ќе велиш, о, што поскоро да осамне. И Господ ќе те врати во Египет, е метафора, во робство, на кораби по оној пат за кој што ти кажав. Ти нема повеќе да видиш, и таму ќе бидете предавани на непријателите своји како робови и робинки, но ќе нема кој да ве купи. Но ќе нема кој да ве купи, македонци мои,
Тоа е живење без Бог, водење на Македонија без Бог, непочитување на двете Божји заповеди денеска од Новиот Завет. И потоа во 30-та глава е спротивноста, макар и да бидеш растурен, 30-та глава и 4, ако го слушаш гласот на својот Бог, и со сето, значи кога со сето срце, со сета душа своја ќе се обрнеш кон Господа, твојот Бог, ќе го послушаш гласот негов, ти и синовите твои, тогаш Господ ќе ти ги прости сите твои гревови, ќе се смири над тебе, пак ќе те собере од сите народи, меѓу кои те растурил Господ Бог таму, макар и да бидеш растурен од крајот на небото, дури до крајот на небото, и оттаму ќе те собере Господ твојот Бог, и оттаму ќе те доведе Господ твојот Бог во земјата да ја владееш, и ќе го очисти Господ срцето твое во земјата да која владееле твоите татковци, ќе ја наследиш и ќе ги направи Господ добро, и ќе те умножи повеќе од татковците твои, и ќе го очисти Господ срцето твое и срцето на потомството твое, за да го сакаш Господа, љуби го својот Бог од се срце, со сета своја душа, и да живееш. Тогаш Господ Бог ќе ги префрли сите овие клетви на непријателите твои, на оние што те мразеа и што те гонеа, а ти ќе се обратиш и ќе го слушаш гласот на Господа твојот Бог и ќе ги исполнуваш сите заповеди негови што ти ги заповедам денес. И ќе те благослови Господ твојот Бог со секоја работа на рацете твои, само ако го слушаш гласот на Господа твојот Бог и извршуваш сите негови заповеди, сите овие заповеди. И тоа е суштината на денешното живење, што се случува. Ако ги слушаш заповедите на Господа твојот Бог, 30 глава 16 стих, што денес ти ги дадам да го сакаш Господа, твојот Бог, да одиш по сите патишта негови, да ги извршуваш заповедите негови, тогаш ќе живееш и ќе се намножиш и Господ твојот Бог ќе те благослови во земјата во која одиш за да ја наследиш. Значи, љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, со сите свој разум, со сета своја душа, да го следиш својот Бог. Денеска треба да се следи патот на Исуса Христа, бидејќи јас сум патот, вистината и животот, вели Исус. Јас сум патот, вистината и животот. И ако ви го следиш, го љубиш својот Бог, бидејќи Бог е љубов, ќе го љубиш и ближниот свој. Тогаш ви јавувам денес, ви сведочам денес со небото и со земјата. Живот и смрт ти предложив. Живот и смрт ти предложив. Благослов и проклетство. Избери го животот, за да живееш ти и потомството твое. Значи, животот е Господ, проклетство е другото. За да го сакаш Господа твојот Бог, да го слушаш гласов негов и да се приврзеш кон него, зашто тоа е твојот живот во долгоденствие, поврзано со Бог. Така ти ќе живееш на земјата за која Господ Бог им се беше заколнал на татковците твои, и така натаму. И Господ ќе тргне со тебе, ќе биде со тебе, нема да отстапи од тебе и нема да те остави. Не плаши се и не ужасувај се. 32 глава. Песната Мојсеева: внимавај небо и јас ке говорам, и нека слуша и земјата зборовите од устата моја. Да се разлее како дожд заветот мој, како роса да паднат зборовите мои, како пороен дожд на троскот и како слана на сено. Името Господово ќе го призовувам. Воздајте му слава на нашиот Бог. Он е тврдина, делата Божји се вистина, а сите патишта негови се праведни. Бог е верен и неправда нема во него. Он е праведен и вистинит. Амин. Ете, тоа е запишано во Мојсеевите закони. Суштински е тоа што и се случува на Македонија: порабување од народи туги, од народ туѓ, од орли, расејување од земјата во која тече мед и млеко, да дојдеш да бидеш самиот роб, да живееш живот во проклетство. А другата приказна е: легнувам, заспивам и станувам, зашто Господ ме чува. Да го избереш Господа Бога Исуса Христа, да се врати Македонија на заповета да се шири светото Евангелие,
da dojdат Hristoljubivi ľudia, vodači koji ke živeat so Hristos vo srceto i ke se izvršува Божјата волја во Македонија. Бидете благословени во мир, љубов и долгоденствие и Господ да ви ги отвори срцата за да можете да имате чисти срца за да го видите и да го препознаете Бога. Мир вам, македонци мои, до Божјо царство небесно.